Гласници на надежта. Глава 31. Последен избор. Сите сме принудени да направиме избор. Секојдневно ние може да имаме едноставни избори. Например, како да одговорам на прашања. Имаме и избор на долготраен резултат, како што е работата, животен партнер, сопруга или сопруг. Може би ќе има многу можности пред нас кога ќе направиме таков избор. Тогаш имаме и конечен избор, каде што има само два начина, само две можности. Во Евангелие по Јован, 6 глава, од 66 до 71 стих, од зборовите на Исус, сакам да ти покажам што значи последен избор. Оттогаш многумина од неговите ученици се вратија и не одеа веќе со него. А Исус им рече на 12 темина: да не сакате и вие да си заминете? Симон Петар му одговори: Господи, кај кого да заминеме? Ти ги имаш зборовите на вечен живот. Ние поверувавме и сознавме дека ти си Божиот светец. Исус им одговори: зар не ве избрав јас 12 темина и сепак еден од вас е ѓавол? А зборуваше за Јуда, синот на Симон Искариот, затоа што тој, кој беше еден од 12 мината, сакаше да го предаде. Во овие стихови можеме да најдеме фактори кои го прават крајниот избор толку важен. Неговите барања беа премногу тешки. Тие никако не можеа да живеат со она што Исус го бараше од оние што го следеа. Но нема успех, нема надеж одделно од него. Тоа е патот. Единствен пат. Единствен начин да имаш вистински успех во животот е да го следиш Исус. Но многумина од нив се откажаа да го следат него, а Исус се сврте кон 12 мината и им рече: да не сакате и вие да си заминете? Ќе го следите ли народот или ќе ме следите мене? Дали ќе застанеш против струјата? Сите ме напуштаат, дали и вие ќе ме напуштите? Дали и вие ќе си заминете? Гледаш, овие ученици имаат само две можности. Или да го следат Исус и да одат со него, или пак да одат со толпата. Може ли да видиш колку е важно ова прашање? Дали и ти ќе си заминеш? Дали ќе бидеш следбеник на толпата или пак ќе го следиш Исус? Гледате, тоа е последен избор. Тоа е изборот кој ти го принесувам пред тебе. Тоа се зборовите на Исус на тоа посебно прашање. Вториот фактор што ќе ти го представам е позитивен исповед. Петар му одговори на Исус со позитивно исповедување. Тој рече: кај кого да заминеме? Ти ги имаш зборовите на вечен живот. Нема кај кого можеме да заминеме. Ние го направивме нашиот избор. Петар зборуваше и за другите, но и тие се согласуваа со него. Петар рече: ти ги имаш зборовите на вечен живот. Ние поверувавме и сознавме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Тоа не беа обични зборови, мои пријателе. Тоа беше позитивно исповедување од страната на Петар, кој зборуваше за повеќето од учениците. Тие искажуваа позитивно исповедување, дека никој не е како него. Ние поверувавме и сознавме дека ти си Христос, син на живиот Бог. Можете ли да ја разберете важноста на оваа исповед? Оваа е една од најважните исповеди. Оваа исповед е таа која што ти треба да ја донесеш во овој последен избор. Дали ќе го следиш Исус или пак ќе ја следиш толпата. Останатите луѓе заминаа, но Петар го кажа тоа директно кога ја даде оваа позитивна исповед. Сакам да размислите за таа исповед кога рече: ние веруваме дека ти си Христос. Тоа значи дека Петар го сметал Исус за Месија, помазаникот, оној за кого Бог вети дека ќе дојде. Тој понатаму рече: тој верува дека Исус е син на живиот Бог. Сега знам дека некои луѓе имаат вистински проблем со исповедта на Петар, но сакам да те потсетам дека овој ист исповед и ти треба да го направиш. Оваа е една од најважните исповеди. Исповедта која Петар ја направи за учениците е исповед кој јас и ти исто така треба да ја направиме. Ние сме сигурни дека Исус Христос е син на живиот Бог. Има и трет фактор во овој крајен избор. Тоа е продорна проценка.
После Петровото исповедување, Исус направи предвидување. Тој рече: зар не ве избрав јас 12 мината и сепак еден од вас е ѓавол? Со сигурност мислам дека Јуда во присуството на Исус се смали. Со оваа изјава Исус јасно покажа дека тој знае точно што има во срцето на луѓето. Тој имаше апсолутно познавање за луѓето. Тој ја обелодени вистината, голата вистина, таа страшна вистина дека еден од нив кој тој ги избра е опседнат со демони. Тој имаше апсолутно знаење за животот. Тој знаеше дека Јуда ќе го предаде него. Тоа е едно од најпродорното проценување. Не остава ништо на случајност, затоа што Исус знаеше точно што е во срцето на Јуда. Тој исто така знаеше што е во срцето на учениците. Можете ли да ја разберете важноста на неговата проценка? Ако од ова е јасно дека тој го разбра срцето на Јуда, тогаш треба да заклучиме дека Исус го разбира твоето и моето срце. Тој не познава и тебе и мене, исто како што го познаваше и Јуда. Последниот избор лежи во нас. Сакам да направам уште подиректно, затоа што јас го направив мојот избор да го следам Исус. Како е со тебе? Крајниот избор лежи во тебе. Ве поттикнувам да го следите Исус. Тој е оној кај кој можете да отидете и можете да научите за него. Не свртувај се. Тој е Христос, Син на живиот Бог. Нека Светиот Дух ти помогне да ја донесеш крајната одлука сега. Гласници на надежда.